што се случуваше денеска на стадионот под Тумбе кафе, а потоа верувам дека ќе го имаме и на линија, па ќе ни соопшти и најновите поединости од Битола. Фудбалерите на Пелиштер и Вардар воопшто не се појавија на теренот, но затоа пак по инцидентот меѓу полицајците и битолските навивачи чкембарите имаше повеќе повредени на двете страни и се разбира приведени. Стадионот повеќе од половина е демонтиран. Ситуацијата беше таква што одва излеговме од стадионот, а за некакви официјални изјави од надлежните и не може да стане збор, зашто се разбега кога полицијата под принуда испали серија од солзавци. Почнавме од крајот, но да видиме што се случуваше пред тоа и да се обидеме да дадеме одговор зошто сето тоа се случи. На трибините на стадионот по Тумбе кафе дојдоа повеќе од 4000 гледачи. Иако неколку часа пред да почне, во наводници се разбира средбата, во воздухот како да се чувствуваше дека нешто ќе се случи. Сепак ретко кој можеше дури да предпостави дека во Битола ќе се случи тоа што досега не е видено. На 40 на минути пред 17 часот, на делот од трибината каде што беа сместени чкембарите, се појавија првите искри на еуфорија. Спонтано почна фрлањето на димните бомби и стадионот често се завиваше во магла. Потоа следеше немилосрдното кршење на дрвените клупи и палењето на навивачките знамиња. Еуфоријата достигна кулминација во моментот кога на спротивната страна на трибините се појавија стотина комити. Уште привлегувањето направија гестови срамни за опишување, кои што уште повеќе ги иритираа разбеснетите битолски навивачи. Стотина полицајци се обидуваа да ја држат ситуацијата во своите раце, додека нивните колеги специјалците воопшто не се мешаа во тоа. Тоа го сторија на крајот кога здружено се обидуваа да го испразнат стадионот. Во 17 часот ситуацијата се смири, меѓутоа фудбалерите не се појавија на теренот. Минаа 10 минути па и половина час, но кога на другите терени веќе заврши првото полувреме, на стадионот по Тумбе кафе почна невиденото. Веројатно веста дека средбата сепак нема да се одигра, меѓу навивачите стигна бргу. И во тој момент стотина навивачи ја искршија оградата, влегоа на теренот и со разни предмети почнаа да фрлаат по полицајците. Видовме слика што со зборови тешко може да се опише. Тогаш беа испукани и солзавци, а за кусо време стадионот беше испразнет. Полицијата превзеде се да не дојде до никаков директен контакт меѓу битолските и скопските навивачи, но на крајот сепак излезе дека најдебелиот крај од инцидентот во Битола го извлекоа чкембарите, а се разбира и полицајците. Токму затоа се поставува прашањето: зошто и покрај сите закани и покрај оградувањето од страна на Пелиштер дека не може да ја има ситуацијата во рацете и дека не може да гарантира никаква безбедност, сепак некој си дозволи луксус и во Битола доведе стотина навивачи од Скопје и тоа организирано со ВОС. И друг пат имало слични појави и инциденти, но денешниот ги надмина сите граници и очекувања. Наместо фудбал видовме нешто што застрашува. Не играа Пелиштер и Вардар. Не видовме фудбалски мајстории, зашто двете екипи токму на оваа средба требаше да играат за престиж, а да оживеатме нешто за што сигурно долго ќе се говори. Оние што навистина го сакаа фудбалот, останаа покуси за едно големо фудбалско доживување. За среќа, првенството заврши. Може би времето до почетокот на новото ќе биде искористено за помирување на навивачките и воинствено расположени групи и дека ќе биде сторено се да се елиминираат ваквите појави.